Здраво, Валерија, Валерија или Валери? Валери, тоа ти е Правилно, ама Валери сакам да ме викаат. Тоа ти е уметничка име? Да. Ајде направо вака, кажи ми, може сега тој што не гледал, не го гледал шоуто на иста адреса, кажи ми направо од каде си, колку години имаш, што учиш? Имам 19 години, од Велес сум. Завршив медицинско училиште, тука во Велес. И планирам да се запишам на факултет исто медицина од следнава година. Па ќе видиме. Добро, кажи ми од кога желбата за пеење, кога прв пат почна да пееш и каде? Па првиот настап ми беше на хуманитарен концерт тука кај мене во Велес. Почнав да се занимавам со музика од 9 години. Од 9 години почнав да пеам кај мене во школа во хор, заедно со хорот на Веселинка Мачарова, поздрав до неа. И оттаму почнав да ме интересира пеењето и музиката, почнав да свирам на гитара и Кажи ми, дел од македонската јавност е запознат по учеството на реалното шоу на иста адреса. Знаеме сите што се случи со ова шоу, нели преки на шоуто, но колку си задоволна твоето представување таму? Па, задоволна сум. Пред се морам да кажам дека многу ми е криво што заврши шоуто. Знаеме сите на каков начин заврши шоуто. Мислам дека не само јас, сите кандидати што беа во шоуто, мислам дека има многу повеќе да покажат од тоа што го покажавме во шоуто. Па се надевам дека веќе кога сме надвор од куќата би имале прилика и шанса да го покажеме сега тоа. Кажи ми што научи од таму, какво искуство собра од престојот во куќата? Па, научив многу повеќе за музиката од тоа што го знаев јас, со помош на професорката Анета Качуркова. Исто поздрав до неа. И научив многу работи и за мене што не знаев дека ги имам, дека ги поседувам. И тоа. Која беше најголемата поддршка додека траеше тоа надпреварување? Најверојатно мојата другарка беше најголема поддршка, пошто она цело време прашувала за мене и цело време го следеше шоуто, не пропушти баш ни еден ден, цело време. Она ми беше најголема поддршка, исто и некои други мои другарки. Кој од учесниците од шоуто остана во добри односи, со кој се дружи се? Па, највеќе со Стефан, со Мија, Даниел, Марио. Со тие имам почести контакти. Кажи ми, додека траеше шоуто, додека беше во куќата, имаше на исповед пред Весна Беби, која што предизвика интерес и внимание кај публиката. Можеш ли на кратко ми кажеш пак за тоа? Па, Тоа е може би тежок период за тебе или не? да, па не бе сакала многу да зборувам на тоа. Меѓутоа верувам дека сите сме имале тешки моменти во животот, но тоа за мене не е представувало пречка за јас да се откажам и понатаму да го остварувам мојот сон. Тоа само ми било повеќе поттик и добивав повеќе мотивација за јас да продолжам да го правам тоа што сакам. И верувам дека и доколку не се десиле некои работи во мојот живот, немаше да имам таа емоција која можам да ја покажам низ песните. И се промени ли животот после ова шоу? Да, секако ми се промени животот. Запознав многу нови личности со кои веќе можам да кажам дека со некои соработувам. И многу константно сум со многу работа и снимања и секојдневието не ми е исто како и претходно што ми беше. Многу мина во тебе видео и следната македонска звезда. Ти годат ли ваквите коментари? Па, да бидам искрена, секој би ми годале вакви коментари, но мислам дека е премногу себично тоа да го кажуваме самите себе. Тоа го зборат другите, не ти. Па да, али ја не можам тоа да го кажам за мене лично, но можам само да го со текот на времето да го потврдам тоа дека коментарите се навистина така. Многу мина исто така да пофали за твојот физички изглед. Фала им за похвалбите.
Па... Добро, окей, само папи кажала дека не можам да го коментирам сама за себе. Кој стил на музика сакаш да го пееш? Па претежно блуз, пошто блузот е многу повеќе, во блузот можеш многу повеќе емоција да дадеш и рок. Сметаш дека со блуз и рок музика можеш да направиш кариера во Македонија, кога знаеме дека блузот многу малкумина го слушаат, рокот и не е на некој и рокот нели не се слуша толку многу во Македонија, мала публика има. Сметаш дека тоа е вистинскиот избор за тебе за да направиш кариера во Македонија? Па не, во Македонија со тоа не можеме да успееме. Но кога веќе сум во Македонија, би можела нешто, би сакала да работам на песни како што се поп на Елена Ристевска или Тамара Тодавска. Поздрав до нив. Кажи ми, дали си размислувал некојаш да се пријавиш на некое музичко шоу типот на сега нели има многу регионов, не знам, Звезди Гранда, Пинковиќ, Звезди, X Factor, си размислувал некојаш на такво нешто? На X Factor се пријавив оваа година, меѓутоа не ме примија. На Звезда Гранда никогаш не сум размислувала да се пријавам, само ги гледам редовно, али не сум размислувала да се пријавам. И на Пинковиќ Звезда исто. Многу од тука од Велес што ги знам веќе си имаат пријавено, имаат продолжено натаму и супер, окей. Само јас не единственото што беше сакав да пробам не е во реалното музичко шоу на иста адреса. Само тоа. Легла повторно во некој музичко шоу? Мислам дека не. Не. Зошто? Па не знам, мислам дека ова е доволно со ова шоу, затоа не знам дека нема потреба од друго музичко шоу. Верувам дека имаш сега многу понуди за соработка. Има нешто, се планира нешто ново да правиш, да видим некоја авторска твоја песна да слушнеме уствари? Па да, имам многу понуди за работа, меѓутоа се уште не сакам да брзам во мојата одлука и се уште размислувам на тоа која ми е правилната одлука за соработка и дека соработувам исто на една моја песна заедно со дечките од Прилеп Кирилик и со Дарко Димитров. Па наскоро се надевам дека ќе биде завршена песната и ќе имате прилика да... Добро, и кажи ми за крај, дали Валерија е заљубена? Не сум зајубена. Иако секој треба да ја зајубен, пошто љубовта е преубава. И не сум многу па љубовта јас. Па не знам за понатаму, можеби.